Пропагирањето патриотизам како алатка за приграбување до власта е механизам кој редовно го практикуваат политичките елити. Нивните апологети, свесни дека тоа најмногу влијае врз имунитетот на која било владеачка структура и ја кредитира матрицата која тие ја привилегираат низ партискиот профил, јасно го форматираат ликот на херојот и на архинепријателот. ВМРО-ДПМН е македонска партија и таа е партија која што треба да ги штити македонските национални интереси. Таа партија не е партија за да го штити интересите на Вес Мичел или на Палмер или на кој тие. Може би тоа би било во ред ако овие изрази за родолюбивата страст се потпираат врз искреностот и е непримерно да се аплаудира на таква политика, а во исто време длабоко во себе да се негува желба да се биде на истата страна и да се биде содржавјанин со истите тие луѓе од истата таа земја. Каде ќе земете пасош? Реков, јас би сакал да земам од Соединетите американски држави, Австралија или Канада. Тие се три најпосакувани земји за секој еден емигрант. И од таму ќе се секирате за Македонија? Не, во таква ситуација не би гледал. Би гледал, ама тие што гледаат реално барем на тукашните случувања, во онаа структура која себе си постојано се позиционира на заштитничката страна. Во тековниот амбиент не чувствуваат присуство на предавнички елементи, туку отсуство на храброст, на оние кои тврдат дека движат напред, ама веројатно со пат на исправа со која не можат да ја поминат најцврстата граница. Да се разбереме, ние бараме расчистување со криминалците во своите сопствени редови, а не со неистомислениците. Проблемот е во тоа што расчистувањето со оние со кои треба да се расчисти и оди тешко и на државата. Калкулациите на оние што умеат добро да пресметаат, а не се математичари, покажува дека таа не може да биде тоа што се представува ако не успее да стави минус и да направи разлика меѓу честа и беззаконието. Тешко на држава која што мисли дека ако нема одговорност за криминалот, дека може да биде држава. Може да има некој опростување, меѓутоа опростување може само во црква, може во џамија. Молитвата за простување некој сепак ќе мора да ја плати со правење на нов политички греф од истапицата во која се наоѓа и опозицијската партија, ама и земјата најрационално се објаснува со приказ на однесувањето на оние што лесно упаднале, ама им е многу тешко да излезат од неа. Значи, они сакаат без пари музика, нема музика без пари. И на крајот, музиката може и да отсвири уште нешто гратис, ама пари тешко ќе се најдат ако оние што го вијат торото, како хазардери, продолжуваат и натаму да играат само на таа една и единствена карта. Не можеме ние да говориме за цел влог. 5 луѓе се вклучени, беа вклучени една година во тој процес. Заев, Димитров, еве да кажем уште 5 луѓе. Што правеа другите 1500 избрани функционери? Што правеа? Што правеше, например, овакво советникот за странски инвестиции, господинот Бошковски? Донесе некоја инвестиција? Минатото ќе биде конституционализирано. Надежите за светла иднина се исклучително примамливи, ама се уште недостижни. На земјата и треба сегашност. Без неа, никој не сака да слуша ништо, а камоли истата музика.